Една недела помина откако Масаро Мерагич е назначен за председател на Фудбалската федерација на Македонија. Исто толку денови Благоја Милевски е селектор на фудбалската репрезентација на Македонија под раководство на Масаро Мерагич. Јавноста не стивнува со коментарите околу останувањето на Благоја Милевски за селектор на фудбалската репрезентација. Благоја Милевски, нашиот селектор на репрезентацијата, остана со одлука на спортскиот директор на сите селекции Горан Пандев и секако со амин, благослов и одлука по известно размислување и направените разговори и седнувањето на иста маса со председателот Масаро Мерагич. Мислам дека тука ништо не е нејасно, работата е на ачик, има джентлменски договор, рековме, суетите се тргнати на страна и Благоја Милевски ја добива шансата. Останува прашањето, ситно прашање, зошто јавноста се уште на некој начин дискутира и коментира околу ова работа, кога тоа е завршена работа, кога двајца челни луѓе на нашата фудбалска федерација со разумна одлука во овој момент, барем по моје видување, ја носат таа одлука и Благоја Милевски го продолжува мандатот. Така е, значи не станува тука збор дали Благоја Милевски и нашата емисија денеска не е зашто или дали Благоја Милевски треба да остане селектор. Нашата пета димензија денеска ќе биде во оној правец кој ја води репрезентацијата. Дали Благоја Милевски ја води репрезентацијата, ама зборуваме, повторувам, во онаа пета димензија. Значи тука го имаме Горан Пандев, тука го имаме Масаро Мерагич. Селекторот е мощна значена фигура и мислам дека треба еднаш за секогаш јавноста да прекине со овие коментари, со овие дискусии и едноставно со молкум или со излигување на ачик да му се даде подршка на селекторот. Со давањето подршка на селекторот, на Благоја Милевски, на Боби, автоматски јавноста, навивачите, публиката, гледачите, сите оние кои сакаат македонската фудбалска репрезентација даваат подршка и на Масаро Мерагич и на Горан Пандев. Јас така гледам на работата. Не треба да се сето ова нешто невелира или да се отвара или да се расправа, да се дискутира. Едноставно, тоа е одлука и завршена работа. Ние треба да гледаме напред. Така е. Не, јавноста посекако има право да реагира и затоа е јавност. Значи, споделува, кажува свое мислење, може да реагира. Поентата е кон кого ќе бидат тие отровни стрели, дали можеби кон фудбалската репрезентација. Не треба да гледаме во оваа ситуација личност. Не, значи, не личност треба. Не треба да гледаме. Тука во преден план е репрезентацијата, добро го апострофираш ти тоа. Нас ни предстои еден изворедно важен квалификационен циклус за трка за пласма на прво наше светско првенство. Полека, можеби и тактички полека, спортскиот директориум, па и председателот ги најавуваат тие своји амбиции дека ќе нисуваат со овој состав, со оваа репрезентација и се разбира со овој селектор на чело во битка, во борба за тие места кои водат кон пласманот на светското фудбалско првенство. И по мене, по нас сета оваа работа треба да се сконцентрира на тоа. Така, тоа е, значи муаветот е не треба едноставно сите оние што имаат некаква предрасуда, така мислам. Сите оние што имаат, или јас ќе кажам, еве од моје лично име, имаме некаква предрасуда кон квалитетите на Благоја Милевски. Можеби треба малку да замижиме, можеби треба малку да останеме воздржани и тоа во интерес на репрезентацијата. Ако еден Горан Пандев можел да седне на маса, да размисли заедно со Масаро Мерагич и да донесат вакво решение, кој сме па ние од далеку или од подалеку? Тука е таа подршка која е неминовна, на тој спортски директориум и начелниците, и тука е тоа што ние како ученители кои сме врзани со репрезентацијата по разни основи, ја навиваме, ја сакаме репрезентацијата, посакуваме успех. Ја не верувам дека има фудбаломан во држава Македонија кој Бог да чува ради Благоја Милевски, ради нашиот Боби посакува, не дај Боже, не успех. Мислам, тоа е илузорно, тоа не треба. Секој нормален човек Затоа велам, 22 март е на вратата. За 2-3 дена е нова година, доаѓаат божичните празници, сето тоа брзо ќе помине и некаде 15 јануари се најавени
исклучително други важни активности на Фудбалската федерација, ова не е поврзано со селекцијата, каде што треба нели да бидат наименувани селекторите на сите млади селекции, сега нема да зборуваме за тоа. Меѓутоа, 15 јануари е ден кога почнува подготовката за настапот на репрезентацијата на 22 март во Вадус, во Лихтенштеин. Така. Ајде, малку повеќе за тоа после джинглот. Иако можеби на почетокот стартувавме со селекторот и со федерацијата, фокусот на нашата денешна емисија е повеќе насочен кон она што ја очекува фудбалската репрезентација веќе во март. Тука е надпреварот прв во Лихтенштеин. Гостувањето на Лихтенштеин 22 март, 3 дена подоцна доаѓањето на Велс во Скопје 25 март и по мене исклучително важен третиот надпревар во јунскиот квалификационен циклус 6 јуни со Белгија во Скопје. Некој ќе рече сега многу далеку гледаш Мијалчо или во стилот прво скокни па рече оп. Меѓутоа, моето искуство, моите навики, моето гледање на фудбалот покажува дека тоа е гледањето вистинско на фудбал. Така е, тоа е вистината дека треба да се насочиме кон овој надпревар прети се пошто е прв, а потоа и кон оние што ни доаѓаат дома. И сега што останува? Со кој состав ќе одиме таму? Овие Адеми и Ристовски што веќе пак почнуваме да ги спомнуваме некако, значи не, Адеми и Ристовски веќе се со една нога вратине во репрезентацијата. Апсолутно така мислам. Ќе се вратат ли еве, значи Милевски останува селектор, они ќе се вратат ли по тебе? Ние разговараме, малку е неприродно да ги прејудицираме работите до крај или да тврдиме нешто кога немаме изворни информации. Меѓутоа, очигледно е наачике дека авторитетот на Горан Пандев и на председателот Маса Ромераги е голем авторитет, пред се на спортскиот директор кој има исклучително одврзани раци кога е во прашање репрезентацијата и просто не можам да верувам дека постои фудбалер, фудбалска личност, активен чинител како што се Адеми Ристовски кој низ еден отворен разговор со Горан Пандев. Не, па он е нивниот капитен, се уште е капитен. До вчера играше со нив. Значи да веруваме и да очекуваме дека Адеми и Ристовски нема да одолеат на поканата од Горан Пандев. А што значи илузорно е да му кажат на Горан Пандев не идеме, не да. Кога го слушале години наназад на зелениот правагон. Така е. Што значат Адеми и Ристовски во оваа репрезентација што веќе имаме за Вадус? За Лихтенштеин? Многу, а пред се од аспект на нивното присуство, на нивниот авторитет, на нивното искуство. Јас лично мислам дека Адеми е еден фудбалер кој е еден од ретките, сега не сакам да ги дискредитирам, нити да се оградувам и да ги селектирам, меѓутоа кој игра фудбал со памет. Сега тука има пета димензија, преносно значење. Ретки се таквите фудбалери кои го играат фудбал со памет. Да, кој знае да протури топка, кој знае да ја задржи, кој знае, можеби не 90 минути, меѓутоа 50-60 минути може изворедно да ги изигра. И да не забораваме, тоа сакам да го кажам, ако еден фудбалер како Адеми е платен од еден гигант фудбалски, за мене Динамо Загреб е фудбалски гигант, кој го плаќа 1.100.000 евра, мислам, годишно, тоа е платата на Адеми за една година. Сега најверојатно не сме ние попаметни од спортскиот менеджмент на Динамо, кој го плаќа толку пари. Значи, ако еве и Ристовски е во истата комбинација, можеби со пета димензија кажано 200.000 помалку од него, а едно изворедно момче кој има повеќе енергија од Адеми кога се во прашање спојот на нишките во субликувалното, не е само на теренот. Така. Значи, ако дојдат и еве да веруваме дека Адеми и Ристовски, дека Горан Пандев ќе успее да ги донесе заедно со Васа Ромерагиш, дека ќе успее да ги врати во репрезентацијата. За мене завршена работа, ама еве да. Добро, да, немаме се уште нели официјално, значи со Адеми и со Ристовски во репрезентација. И со овие неколкумина други кои што еве се на прак да Елмаз да потпише договор убав, да се врати во форма за 2 години, за 2 месеци. Значи Елмаз има најаве дека ќе се врати во Италија. Тука е твојата позитива дека оваа шанса ние што ја имаме сега мораме да ја грабиме, мораме да веруваме да ја грабиме, да прво пред да се вратам на
евентуалниот состав како ние го гледаме како симпатизери на Добро, репрезентацијата. така Не да, мора да бидеме аналитичари Ама, нити наша како репрезентацијата спортски на новинари, секој, така. Распоредот е идеален. Сакам да го објаснам тоа Ај. на гледачите и да најавам нашата специјална емисија кога ако не сега на Мундијал. Ќе анализираме до детал зошто така мислам. Така. Секогаш Ај, пред Македонија пред да го играла најавиш распоредот, може Да. ли само околу фудбалерите? Доаѓаат Адеми Ристовски и овие што ги имаме, кои се тие што 5, 6, 7 што Само ќе да ги влечат? кажам трите надпревари, многу е важно. Значи со фаворитите играме дома. Ние секогаш со фаворитите прво сме играле надвор. У принцип Англија, Франција, Италија, не знам кој па и Белгија, надвор е тешко да изненадиш иако сме го правеле тоа и стартуваме со 0 бодови. Сега сме во спротивна ситуација, пред да кажам за фудбалерите. Реално Лихтенштејн носиме 3 бода, играме дома со Велс и со Белгија. Не сакам да кажам ништо, тоа е предност. Самата жепка е предност. Самото тоа што играме дома е предност. Со двете Значи фаворити. тоа ни се насочува покрај изборот на репрезентациите што ни се падна и ждепката ни е на своја. Апсолутно, сум присуствувал, сме збореле. Не е исто да гостуваш на Велс и на Белгија, па после да ти доат во Скопје или да ти доат прво во Скопје. Не е исто. Не е исто, тоа е многу различно. А знаеш со 9 бода кај ќе бидеме ние? После 3 на Добро, така е. ај сега како да ги освоиме 9 така, бода? за тоа зборуваме. Како да ги освоиме 9 бода? Ајде направиме уште еден джингл па да го кажеме ово. Во денешната наша емисија Пета димензија во спортот зборуваме за фудбалерите кои треба да однесат Македонија на историското светско првенство. Токму така, овде се 20 асови за кој предмалку зборувавме, Стефан Ристовски и Аријан Адеми, 20 изворени фудбалери. Само ако кажам дека шампионскиот Динамо, еден голем тим, веќе гигант во европски рамки, ги плаќа скоро по 1 милион евра годишно плата имаат двајцата, само по себе доволно кажува за нивните квалитети. Така. И една придавка за Адеми, мислам дека еден од фудбалерите кој навистина фудбал го игра со памет, со лукавство, кој знае да проторе топка, да одземе и кој изворедно ја контролира средината на теренот. Многу важна алка, иако возраста е таа. Од друг аспект, тука се Голманот. Столе Димитриевски, извореден голман, добар голман е половина тим. Неговите аналитички податоци, неговата анализа, неговите одбрани во последниот циклус без примен гол, дузина надпревари само и каде брани сега во која лига и за кој тим само по себе кажува дека Македонија има добар голман. Ајлис Барди. Енис Барди капитенот ирелевантно дали ќе остане или ќе ја смени средината во полна надпреварачка форма, вистински лидер на зелениот. Зборуваме дека ирелевантно дали ќе остане во тој клуб. Во Турција. Да. Не, за во Барди Турција, зборуваме. да, во Турција или ќе оди во Елиф Елмас е можеби малку со некој мало прашалниче во однос на промена на средината, меѓутоа апсолутно неговиот талент, неговите професионални карактеристики му овозможуваат втората половина од јануари и февруари да влезе во форма до 22 март и релевантно кај ќе игра. Тука е Чурлинов, тука е Муслиу, напред центарфор. Трајковски. Имаме тим. Сега имаме ние и го имаме и поширок Горан состав. Пандев. Го имаме и Благоја Милевски кој што Така. покажа без разлика на се дека ги направи во низа Знае да сите ги тие владе, победи. знае да ги владе Така е. овие фудбалери. Го имаме еден Масаро Марагич на село. Значи имаме Тука нема играчка. Сега игравме добро, ама немавме среќа или не знам, судијата не оштети или концепцијата ни беше добра, ама не успеавме. Тоа не поминува кај овој состав на спортскиот директориум, да не ги редаме мијат. Знаеш што сакам да те прашам во овој контекст, како настапуваш позитивно и навистина и јас имам позитива и многу луѓе посакуваат Македонија да ја гледаме на светско првенство. Значи твое 10-то светско првенство. Да одиме во Америка, Мексико, Канада. Ајде зборуваме Хај Македонија да игра таму. да игра Македонија. Но Тоа е сон на секој македонец фудбаломан. така, тоа е, но поентата ми е друга, значи твојата позитива што ти веруваш. Луѓе викаат бе Другутов, оние наши блиски пријатели со кои што комуницираме, многу си оптимист. По ова што го зборуваме, има можност за реален оптимизам. Апсолутно има можност, нема да елаборирам, ќе си ги зачувам сите мои аналитички податоци за најавената емисија. Кога на Мундијал, ако не сега, ќе ја гледаат гледачите. Само еден лайф мотив за раководството на Фудбалската федерација, за спортскиот директориум, за фудбалерите и за сите кои навиваат за репрезентацијата.
Можете да замислите колку македонци има во Онтарио во Канада, колку македонци има во Њу Џерси, во Бостон, колку македонци има и на другата страна на Атлантикот во Лос Анџелес. Македонија Македонија ќе игра во еден од овие градовите 1, 2, 3 надпревари кој ќе се пласира на мондијал. Така. Дај Боже. Тоа е сон. Дај Боже. Ајде додека да стигнеме ние до Америка, Мексико и Канада, прво овие македонци да ги собереме во Лихтенштеин. Да. Да тргнеме со победа таму. Наташе, во моментот се сетив, еден наш колега, за жалко веќе почина, зборуваме за Зоран Поповски, Зоки Поповски, спортски новинар, професионалец, правеше интервју со мене во Неделникот Република. После моето враќање од Бразил, мислам беше. Тоа е 10 и кусур години. Добро. Меѓу другите прашања, ме прашува, Милчо, дали Македонија некогаш ќе игра на Европско првенство? Јас му кажав дека Македонија ќе игра на Европско првенство. Стои интервјуто, ако не верувате ќе ви го објавим. Сега ме прашувате дали Македонија ќе игра на светско првенство. Па ја ви кажувам, Горан Пандев за тоа се врати. Не се врати. Горан Пандев се врати за Македонија да игра на светско првенство. Нека се вратат и Адеми, нека се врати и Ристовски. Масаро Мерагич, фудбалско име, дојде на федерацијата. Можеме, имаме енергија. Уште една кратка пауза па да затвараме емисија. Джингл. Ајде да ја затвориме оваа емисија како и што ја започнавме всушност. Поентата е репрезентацијата, поентата е желбата за пласман на светско првенство. Длабоко сум убеден дека реални шанси имаме и дека реално ќе се бориме и ќе останеме во трка до последното коло. Реално со овој селектор, со овие фудбалери, со овој спортски менеджмент, со овој состав на репрезентацијата и треба да веруваме да се бориме за тоа и да создаваме атмосфера, реална атмосфера за тоа. Без да нешто фризираме или не знам како. Македонија на крај крајов има и навивачки потенцијал каде што може градскиот стадион, арената Тодор Полевски да се наполни со 25-6 надпревари на надпреварите против Велс и Белгија. Така е, да создадеме атмосфера, да им веруваме на Горан Пандев и на Масаро Мерагич, да веруваме на овие фудбалери кои што ги имаме на располагање, да веруваме дека Македонија ќе гледаме на светско првенство. Да бидеме позитивни, всушност новата година нека ни донесе нови успеси, нови радости. Тоа е, немаме опција за нешто друго. И среќа. Секој пат. Така. Секогаш во вакви квалификациони надпревари кога желбата е енормно голема, среќата е неминовен фактор да се победи Белгија и Велс во Скопје. Така е. Ви благодариме што и оваа емисија, еве не гледате, бевте со нас. Да посакаме ова сето претходно што го изложивме, да посакаме среќа на македонската фудбалска репрезентација, да посакаме да одиме на тоа светско првенство што е сон на сите нас. Останете ни во добро здравје, кликнете лайк и сабскрајб доколку ви се допаѓаат нашите емисии и ако не се видиме пред новата година, после новата година остануваме на линија со вас. Среќна нова година и до скоро.